Почитувани граѓани, во изминатиот период, една од поактуелните теми во Неготино, па и во целата наша република, е помпезно најавуваната и рекламирана кампања на владеачката партија, наречена Бран. Бранот на ВМРО ДПМН зафати и дел од неготинските директори. Но деновиве кои следеа после Бранот, само ги потврдуваат изјавите на СДСМ дека Бранот е само фарса. Што се случува на местата каде што ВМРО-вскиот Бран помина? Ајде да видиме. Во основното училиште Гоце Делчев, за таму се пофалија господата од ДПМН дека направиле промени. Но таму, почитувани граѓани, ниту се знае кој е променет, ниту кој поставен за вршител на должноста директор. Со два збора кажано, прав циркус. Ситуацијата е многу полоша во јавното претпријатие Комуналец. Полоша е затоа што последиците од игрите на ДПМН, наречени Бран, ги трпат директно граѓаните на нашата општина. Јавното претпријатие Комуналец после Бранот е обезглавено. Сето тоа на штета на граѓаните. Сведоци сме дека сметот не се собира веќе со недели. Полни се улиците со џубре. Претворено е Неготино во депонија. За чистотата на водата и да не зборуваме. После најмали врнежи на дожд, водата е загадена. Веќе пракса стана дека во Неготино водата не се препорачува за пиење. Накратко кажано, почитувани граѓани, јавното претпријатие Комуналец не функционира. Низ градот се шири неподнослива смрдеа. Смет насекаде и со купишта. Вода загадена и што ли уште не. И последиците се тука. А оштетени, кои ако не граѓаните на Неготино. Стомачни вируси, цревни заболувања се секојдневни дијагнози кај нашите сограѓани. Сето тоа придонесено само заради задоволување на личните желби на владеачката партија. Кој има корист од сето ова, почитувани граѓани? Дали вие осетивте нешто подобро после смените на директори? За кои цели им беа направени смените во владеачката партија? Па нели сите ние требаше да осетиме освежување, како на кадрите, така и на институциите со кои тие раководат. Наместо корист од сето ова, добивме само штета. Трпиме загуби. Единствено што видовме е внатрепартијската пресметка во ВМРО ДПМН.